GTA 6, откриени детали за огромната мапа и новиот датум на објавување. Возбудата околу следното продолжение на легендарниот серијал Grand Theft Auto достигнува нови висини. Иако до официјалното лансирање остануваат помалку од 300 дена, новите информации сугерираат дека оваа игра ќе ги сруши сите претходни рекорди во поглед на големината и деталите. Леонида, повеќе од само еден град. Најновите потврди од Rockstar Games укажуваат на тоа дека светот во играта ќе биде огромен. Vice City, потврдено е дека ова ќе биде најголемиот град во играта, но тој е само дел од пошироката област. Државата Леонида, официјалните соопштенија ја споменуваат огромната земја Леонида, што значи дека играчите ќе истражуваат планини, мочуришта и помали градови далеку надвор од границите на самиот Vice City. Споредба, мапата се очекува да биде значително поголема од светот во претходниот дел, поставувајќи нови стандарди за игрите со отворен свет. Ново одложување и финален датум. Иако фановите се нетрпеливи, квалитетот на играта е приоритет за развивачите. Нов датум. Објавувањето на играта е одложено повтор пат, а како финален датум сега е поставен 19 ноември оваа година. Причина за одложување. Компанијата сака да се осигура дека секој детал во играта на векот е совршено исполиран. Внатрешни информации. Неодамнешните отпуштања на повеќе од 30 вработени поради протекување податоци само ги потврдија шпекулациите за неверојатниот размер на проектот. Заклучок. Секој нов детаљ, од името на државата до случајно откриените мапи на фотографиите, укажува на тоа дека GTA 6 ќе биде најголемиот забавен производ на денешницата. Иако чекањето е подолго, ветувањето за пространата Леонида ќе ги уверува играчите дека трудот ќе вреди. Новиот AirTag на Apple пристигнува со помоќна технологија за следење. По 5 години од појавувањето на првиот модел, Apple официјално го лансираше новиот AirTag. Иако изгледот останува препознатлив, внатрешноста е целосно надградена со цел уште полесно пронаоѓање на изгубените предмети како клучеви, паричници и багаж. Технички подобрувања и поголема прецизност. Новиот модел носи 3 клучни усовршувања кои го прават водечки во својата категорија. Поголем домет, благодарение на втората генерација на чипот за ултраширок опсек, уредот има до 50% поголем домет при лоцирање во споредба со првиот модел. Моќен звучник. Звучникот сега е значително погласен и може да се слушне од двојно поголема оддалеченост, што е идеално за бучни простории. Поддршка за Apple Watch. За прв пат, корисниците на поновите модели на паметниот часовник ќе можат директно да го лоцираат својот AirTag преку својот зглоб. Како функционира мрежата за пронаоѓање? Уредот се подпира на глобалната мрежа од милиони iPhone и Mac уреди за да ја пренесе својата локација. Приватност. Локацијата се ажурира автоматски и анонимно штом било кој уред на Apple ќе помине покрај изгубениот предмет. Порака до пронаоѓачот. Ако некој го најде вашиот предмет, може да види контакт број и порака што претходно сте ги поставиле. Безбедност. Иако е популарен меѓу патниците, компанијата постојано нагласува дека овие уреди се наменети исклучиво за предмети, а не за следење луѓе. Цени и достапност. Новата генерација ќе биде достапна за купување кон крајот на оваа недела. Цената за еден уред изнесува околу 3790 денари, додека пакетот од 4 уреди ќе чини околу 12900 денари.